Струмичкото корзо како место за боемски и културен живот. Децении откако се промени ликот на современа Струмица, поетите и книжевниците во овој град го вратија шармот на најсимволичната улица во градот. Со уметничко-литературниот настан "За нас нема збогум", тие се потсетија на некогашните меани, на боемите и поетите кои тука го креирале културниот, градскиот и воопшто општествениот живот на Струмица. Здруженијето за наука, литература, култура и уметност Иван Василевски од Струмица е здружение кое што има тенденција да го негува всушност делото на оние пред се роднокрајни автори кои што оставиле голем белег кога говориме за литературата која што се создавала на тлото на Струмица. Во нашите постојани разговори, во нашите постојани споделувања на мислења, ние бевме онака баш свесни дека треба да посветиме еден настан, да направиме еден настан во кој што ќе се читаат стиховите на струмичките поети кои што повеќе не се меѓу нас. Таа идеја ја разработивме, на таа идеја и дадовме контури и одлучивме настанот да го носи името по еден многу убав стих од нашиот македонски автор, поет Љубен Ташковски, кој што е по потекло од Струмица. Неговиот антологиски стих "За нас нема збогум". И настанот го нарековме токму така, "За нас нема збогум", поезија која што беше замислена да се чита на струмичкото корзо. Тоа е онаа место во центарот на Струмица, можам да кажам едно култно место, на кое што некогаш па и денес постојано поминувале, чекореле некогашните струмички поети, а тоа го прават нормално и генерациите кои што дошле по нив. Самиот настан навистина имаше една преубава енергија, заради тоа што беа помешани чувството на носталгија, на радост, на љубов, на тага заради загубените животи на тие луѓе, меѓутоа делото што го оставиле зад себе продолжува да живее. И стиховите прозвучеа на вистина преубаво, заради тоа што настанот беше и на отворен простор, во една убава октомвриска квечерина, се почувства онаа енергија дека единствено и онаа вистина дека единствено делата остануваат да живеат по нас. Професорката Билјана Костадинова вели дека настанот е потребен затоа што поетите како Иван Василевски, Бранко Бјадов, Доне Чапаров и многу други заслужуваат препрочитување и постојано актуализирање поради квалитетот на поезијата и важноста за македонската културна сцена. Во едно свое интервју, мојот омилен писател Венко Андоновски рече: "Кога од локалното ќе успеете да направите универзално, вие сте голем писател." Нашите струмички поети успеале во тоа. Тие не бегаат од своите корени. Напротив, преку нивните песни го гледаме духот на Стара Струмица, на домовите во неа, на проблемите кои ги тиштеле луѓето во тоа време. Преку нивните песни се подсетуваме на раскажувањата на нашите родители, на нашите баби и дедовци. Но проблемите секогаш и во секое време се исти. Така тие, останувајќи верни на своите корени, создале песни со универзална вредност. Затоа за нив нема збогум. Освен поезијата се споделија и анегдоти и спомени за поетите од нивните блиски, пријателите, семејството. Настанот го поддржа општина Струмица.